Добар ден. Лицемерието на ВМРО-ДПМН нема крај. Владеачкото мнозинство повторно докажува дека не сака избори на 11 декември. Иако наводно се залагаат за избори, во суштина прават се за тие да не се одржат на 11 декември. Преку денешните предлог измени повторно се обидуваат да го одложат распуштањето на собранието, кое требаше да се случи токму денес. Овие предлог измени се доставени единствено со цел за распуштањето да не дојде на дневен ред на денешната седница. Доколку на вистина сакаат избори на 11 декември, нема потреба да се комплицира постапката во собранието. Секое ставање на нови точки на дневен ред само го покажува очигледниот и се поголем страф на Груевски од соочување со граѓаните на фер, слободни и демократски избори. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара собранието да се распушти денес и веднаш. Му порачуваме на Груевски дека без оглед на собраниските ујдурми, фер, слободни и демократски избори ќе се случат на 11 декември оваа година. Тогаш, заедно со граѓаните, ќе го пратиме во историјата. Ви благодарам, поведете прашање. Што ќе се случи со спишокот гласачи во 6-та изборна единица за која што во случај како гласаат така, кој што може да биде подал повод до изборите, нема така предлог, односно ДП поднесе предлог, кој што предвидува ревизирање на избори единици, неки бари ставката од 5 да биде на 1. По неколку наврати кажавме. ВМРО-ДПМН и ДУИ се имаат договорено за илјадници тендери и илјадници кадровски решенија. Воколку поднесат заеднички усогласен предлог, тој предлог ќе го поддржиме. Оставањето на отворени точки вакви нерешени само зборува за ова за кој што и денешниот прес, дека Никола Груевски сака да избега од фер, слободни и демократски избори на 11 декември. Поддржите ли на ДПМН предлог? Како председнички? Треба да ни биде доставен, потоа ќе се произнесеме. Зошто се достома не го отвори прашањето со вишокот на гласачи во 6-та? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија имаше став дека Република Македонија треба да е една изборна единица без подизборни единици. Околку се прифатеше, ова немаше да постои како прашање. Меѓутоа, очигледно е дека некој сака да го одржува како прашање со цел да искомплицира слободни, фер и демократски избори на 11 декември. Еден по еден, само ве молам. Повелете. Предлози се работи за одложување во фер и регуларни избори, а се очигледно се исполнува пример да се оди на избори, например ако не се решаваат изборните единици, тогаш може да бидат законски да уставни. Ова прашање треба да го поставите на Никола Груевски и на Али Ахмети, кои што досега се договорија за илјадници тендери и кадровски решенија. Требаше да достават усогласен предлог до сега. Прашањето не е ново, прашањето е старо, досега може да го решат ако сакаат. Неофицијално повод за препсот, меѓу другото беше и именувањата што се вршат во 5 до 12 што се вели пред распуштање на парламентот на Јаки. Денешните, меѓутоа и некнешните именувања само зборува за стравот на ВМРО-ДПМН. Очигледно дека се однесуваат како да се во евакуација. Воколку на вистина се сигурни во она што Никола Груевски го изјавуваше вчера кога ги бодреше своите очајни членови, тогаш зошто има потреба да брзаат со именување. Очигледно е дека стравот од губење на избори ги тера да вдомуваат што е можно повеќе партиски кадри. Воколку воопшто денеска на дневен ред дојдат точките за буџет и распуштање на собранието, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз навреме ќе извести јавноста за нашиот став. Зошто смятате дека нема да дојдат точките на дневен ред? На днешната седница има 7 точки кои што 200 за распуштање на парламентот, вашата и на Павле Драгана. Има нови предлог закони доставени кои што ние не ги гледаме на дневен ред. Цело утро денеска се проширува дневниот ред со небитни прашања. Единственото прашање кое што е битно за Република Македонија е да има фер, слободни демократски избори. За да дојдеме до таква разврска, собранието мора да се распушти денес. Немаме потреба од комплицирање на постапките. Колку закони се заварило? Доставени за допълнување на... Мислам дека се најмалку 7 прашања. Тоа небитно е. Зошто се потребни во услови ако имаме консензус дека треба да имаме избори да се распушти собранието? Дали се точни информациите дека на координацијата сте се согласиле само координаторот да говори на кој
ќе се донесува буџетот на 25 Буџетот на Република Македонија се обидовме да го измениме или да укажеме на непотребата од неговото донесување уште во постапката и во фазата на комисиската расправа. Повторно кажувам, доколку дојде на дневен ред денеска ќе се произнесеме по тоа прашање. Индикативно е дека по прашањето за распуштање на парламентот од страна на координаторите на владеачкото мнозинство господинот Димовски и господинот Джафери имавме молк.